Добар ден, добри луѓе. За сите вас кои не ме познаваат, јас сум Ѓорги Танев и имам Форекс искуство од 5 години. Во оваа видео ќе се потрудам кратко да ви објаснам зошто самиот збор Форекс за голем број и дел од луѓето значи превара или дека од Форекс не може да се заработи. Тоа не е вистина. Од Форекс може да се заработи и тоа доста добро, но пред се треба да знаете многу работи во кои, нажалост, преголем дел од луѓето се неедуцирани и затоа ги губат своите пари или својот капитал. Како прво, за да се заработи на Форекс, мора да имате добра едукација, јасна, докажана профитабилна стратегија, дисциплина и време. Затоа, на денешно време има преголем број на академии кои ви нудат како да заработувате од Форекс, а при тоа имаат скриена шема или тоа е комплицирана пирамидална шема. Како тоа работи? Ова го зборувам затоа што имам премногу искуство и бев дел од доста голем број на академии и телеграм групи и затоа сакам ова да го споделам со вас за да не губите време или воедно и капитал, да го минете истото и вие. Како работат поголемите или светските академии? Значи, како прво, тие се нетворк маркетинг компании кои имаат толку добро разработен нетворк маркетинг кој им влегува во психата на луѓето. Или академијата заработува од доведување на нови членови или регрутација. Месечни претплати на наши. И која е поентата ако академијата те научи за 2 месеци да бидеш самостален трговец или профитабилен трговец? Академијата само губи. Ако заработуваш сам и си профитабилен, ти ќе ја напуштиш академијата. Затоа тие прават трикови, индикатори, ботови кои можеш да ги користиш додека си член на таа академија или додека имаш месечна претплата. Обичен пример, плаќате $270 или $250 за месечна претплата и таму чекаш некој да ти даде сигнал кога да влезеш и да излезеш од трейд или да препишеш бројки кој едукатор нивни ги дава. Но, едукаторот што прави? Ви дава само мал број на трговии, 5, во кој од тие 5 имате 3 позитивни или 2 негативни, и вие сте на 0-0 или заработка од $50-100, а наредниот месец треба да уплатите повторно $250. Значи, тоа е типичен нетворк маркетинг или сложена пирамидална шема. Затоа и згаснаа многу бизниси, како што се во Бугарија што беше и крипто OneCoin, сега и LikeConnect, MyWord, се е тоа сложена пирамидална шема, но неедуцираните луѓе влегуваат затоа што веруваат на луѓе кои се добро едуцирани во нетворк маркетинг. На денешно време, со помош на вештачката интелигенција или ChatGPT, може толку лесно да се манипулира секаков бизнис и да се направи се и свашта, да изгледа како реално, но тоа не е. Но да се вратиме на Форекс. Преголем дел број луѓе од ментори или луѓе кои имаат своји академии ви ставаат трейдови добитни во профит од 10, 20 и 30 илјади. И по самото тоа, секој од вас, верувам, а и јас би се зачленил и би сакал да го остварувам истиот профит. Но не знаете дека тие луѓе тргуваат со капитал од $500,000 или 1 милион. И 99%, и пак ќе повторам, 99% од тие луѓе тргуваат со демо сметки или лажни пари. Никој не ви дава транспарентност на реален акаунт со реални заработени пари. И затоа најмодерните нетворк маркетери кои се ги убедуваат луѓето кои влеваат во нив никогаш да не покажувате реална сметка или реална заработка. Зошто? И мене тоа никогаш не ми е било јасно. Зошто да не се покажува реална заработка и реална загуба? Затоа што не остваруваат реален профит и не живеат само од Форекс тргувања, туку од нетворк маркетинг. Или луѓе кои влегуваат испод нив.
Затоа, за Форекс, најбитно е да имате права едукација, доволно време посветено на чартот, анализи, дисциплина и правилен риск менеджмент. Значи, морате да знаете колку правилно ризикувате. Не може да ризикувате во еден трейд 100 евра да ви биде минус, за да заработите само 50 евра. Додека во Telegram групите во кои влегував, или сигнал групи, тоа се луѓе кои најчесто 99% кои отвараат сигнал групи, ни самите не знаат како заправо функционира Форекс, него автоматски копираат сигнали од некоја друга група во која тој е зачленет и ви ги препродаваат истите сигнали за помала сума на пари. Затоа, до ден денес не сум видел сигнал група која е профитабилна. И да, секој ден објавуваат стори, добитни трейдови, студентите добиваат секој ден трейдови, профитабилни сме толку, но тоа се само лажни профили кои самите ги креират со помош на ChatGPT, дека нив им пишат и им се заблагодаруваат за секој ден што заработуваат толку голема сума на пари. Но ни еден реално и транспарентно не е излегол да го покаже сето тоа. Затоа, овде во оваа видео ви објаснувам работи во кои јас сето тоа го поминав, изгубив и време, и пари, и енергија. Ви го скратувам целиот процес. Форекс е место за сериозни луѓе кои можат да ги контролираат своите емоции, да имаат врхунска дисциплина и, најбитно, реални очекувања. Најлошо е кога имате нереални очекувања или за една година ќе станам милионер. Не, луѓе, тоа не функционира така. Форекс си бара време. Како секој занет, исто е и овде. И Форекс не е шпринт, него Форекс е маратон. И како последно ќе преминам на funded фирми или прop фирми. Што е тоа? Тоа се фирми кои даваат нивен капитал да тргуваш со нивни пари. Или кои се условите за да добиете таков акаунт или такви пари. Постојат различни фирми и ви нудат акаунти од $5,000 па се до $200,000. Услов за да се отклучи тој акаунт или да бидат реални пари, треба да направите 10% од вкупниот капитал. Ако сте купиле акаунт од 50,000 кој по принцип кошта од $290 до $370, вие треба да направите во прва фаза 10% профит или ако е 50,000, $5,000 во профит и втора фаза уште 2,500. Со повеминување на овие две фази, акаунтот ви го отклучуваат или тргуваш со реални пари. Но, исто така имате правила до кои мора да се придржувате. Имате, не се тргува за време на вести, кога има FOMC, CPI, PPI, сите важни вести или кои се црвени вести, тоа може да го проверите на forexfactory.com. Не смеете да имате отворена позиција преку викенд и не смеете да изгубите повеќе од 10% од вкупниот капитал. Што значи тоа? Тоа значи дека ако се отклучени $50,000, максимум може да изгубите $5,000 или ако изгубите повеќе, тие си го повлекуваат акаунтот. Сега, овде доаѓаме до најбитниот дел. Преголем дел од овие фирми се нетранспарентни и после сето тоа, кога ќе го положиш акаунтот и направиш профит, не добиваш реална исплата. Јас го имав тој пример со FundedX. Акаунтот го положив и во 3 недели направив 12% профит или поточно $6,000. И кога побарав исплата, ми вратија дека сум тргувал за време на вести, што никогаш не го докажаа и со моја проверка на денот, датата, времето, немаше никакви вести. Сето тоа им го напишав со скриншот, пратив и потоа само ми го блокира акаунтот и никогаш повеќе не ми вратија на мојот емаил.
Затоа е многу битно да знаете со кои фирми треба да се соработува и кои фирми имаат транспарентна исплата. Сето ова треба да се знае пред да се започне да се тргува со Форекс. Затоа што 99% од луѓето заработуваат на превари или пирамидални шеми, а останатите луѓе кои се неедуцирани го губат својот капитал или своите пари и затоа мислат дека Форекс е превара. Но јас лично тврдам дека Форекс не е превара и јас лично заработувам од Форекс и од крипто. Затоа што посветив премногу време, поминав многу академии, многу групи и, знаете што, најбитно е да имате прав ментор или едукатор кој знае што работи и да ви ги објаснува работите како што треба, а не да заработува од вашата месечна претплата. Ви благодарам и заследете ме за уште вакви видеа во кои ќе објавувам нон-стоп